Четврток, 5 септември 2024. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Денеска финишираа последните подготовки за утрешниот старт на стопанско-туристичката и културна манифестација Тиквешки гроздобер во Кавадарци. 3 дена во Кавадарци, дегустација на вино, прослава на грозјето, виното, ракијата, се во интерес на вековната традиција на овој крај. Ујапа денеска во Кавадарци одржа едукативен настан, сите што продаваат на отворено или за време на манифестации се запознаа со своите права, но пред се со даночните обврски. Почитувани медиуми, во пресред на манифестацијата Тиквешки гроздобер, кој ќе се одржува овој викенд во Кавадарци во соработка со општината и заедно со учесниците, кои закупиле штандови во рамки на оваа манифестација, денес ќе и оствариме работна средба, со што ние како институција настапуваме превентивно и укажуваме на доброволно почитување на даночните закони. Сите учесници на оваа манифестација знаат за обврските, но секогаш постојат некои прашања кои заеднички на ваквите средби ги појаснуваме. Би сакала оваа прилика преку вашиот медиум да ја информирам јавноста и сите учесници кои вршат промет на добра и услуги задолжително да користат одобрен фискален апарат и во доволен број, да го евидентираат остварениот промет за секоја фискална каса и најдоцна наредниот ден да го уплатат дневниот промет кај носителот на платен промет. Исто така би сакала да напоменам да издаваат фискални сметки и на видно место да имаат истакнато соопштение на кое ги информираат купувачите за нивната обврска да бараат фискални сметки. Додека пак за физичките лица кои ќе вршат продажба на производи од времен карактер, тоест храна и други работи, пред да почнат со дејноста да поднесат барање за паушално плаќање на данок од вршење на дејноста од времен карактер во подрачната единица на Управата за јавни приходи. На основ на поднесеното барање, Управа за јавни приходи издава решение со утврдени аконтации на данок на личен доход со прилог налози за плаќање на данокот за остварениот приход во периодот додека ја вршеле дејноста. Тука би напоменала исто така кај семејните винари кои планираат да учествуваат во оваа манифестација и имаат план да вршат продажба, потребно е истото, согласно член 71 од Законот за данок на личен доход, да го пријават приходот и да го платат данокот најдоцна 10-тиот ден во наредниот месец. Бенефит од усогласеното даночно работење имаат сите, а Управата за јавни приходи го следи нивното законско работење, со што заеднички придонесуваме за одржување на една манифестација како што е Тиквешки гроздобер, истата да се одвива во една убава атмосфера и се разбира на општо задоволство на сите. Дали правите контроли што ако некој нема поднесено барање за времен карактер, а веќе врши продажба на отворено или за време на манифестацијата? Кога се во прашање физичките лица кои поставиле тезга на јавен простор и дејноста ја вршат од времен карактер, независно дали тоа е за 2 месеца, 1 месец или пак за неколку дена, најпрво Управата за јавни приходи настапува советодавно, односно го информира лицето, вршителот на дејноста со даночната регулатива, а му се прави и соодветна едукација, односно му се објаснуваат чекорите што треба да ги направи тоа лице кое врши дејност од времен карактер за да биде усогласен со законот. Секако, по одреден период од неколку дена по советодавната посета се прават и соодветни даночни контроли за да се види дали вршителот на дејноста од времен карактер даночно се усогласил. Согласно Законот за данок на личен доход, непријавувањето на приходите и неплаќањето на данок е казниво и следуваат глоби. Глобите за физичките лица се движат од 50 до 250 евра, додека пак за правните лица глобите се движат во праг од 300 до 10.000 евра. Објавен е јавен повик за проекти во вредност од 250 милиони евра. Општините можат да аплицираат за инфраструктурни проекти од областа на културата, спортот, животната средина, патна инфраструктура, социјалната политика и образование, информира денеска премиерот Мицковски и министерот за локална самоуправа Перински. Владата ќе одвои 250 милиони евра за инфраструктурни и капитални проекти за развој на општините и подобрување на животот на граѓаните.
За таа цел е објавен јавниот повик за аплицирање на општините за инфраструктурни проекти врз основа на претходно утврдени критериуми и процедури на Министерството за транспорт, животна средина и просторно планирање, образование и наука, социјална политика, демографија и млади, спорт и Министерството за култура и туризам. Целта на овој отворен јавен повик е да се доделат средства на општините за проекти со чија реализација ќе се придонесе за унапредување на инфраструктурата на локално ниво, со директен импакт врз зголемување на економскиот раст, развој во општините и зголемување на квалитетот на живот на граѓаните. Право да поднесуваат апликации и предлог проекти имаат општините во градот Скопје и градот Скопје. Испраќам апел, што е можно, повеќе општини, независно од политичката провиненција на градоначалниците, да учествуваат во овој повик. Ние сме влада на сите граѓани и нашата цел е да се подобри животот на сите граѓани. Овие пари значат повеќе проекти и решенија за нови улици, булевари, училишта, градинки, водоводи, канализации. Се она што в суштина им е потребно на граѓаните. Ова е прв ваков проект од толку обемен карактер за инфраструктурен развој на општините во историјата. 250 милиони евра од централниот буџет за вистинските потреби на граѓаните. Во минатото се правеле инфраструктурни проекти во главниот град, но никогаш секаде и за сите општини во толку голем обем како што е замислата со овие 250 милиони евра, и свесен сум дека голем дел од општините се соочуваат со вистински потреби за развој на инфраструктурни проекти и капитални инвестиции. До крајот на оваа година со јавен повик на располагање за општините се стават 6 милиарди денари и ова е првата фаза од вкупно 15 милиарди денари или 250 милиони евра за капитални проекти. Одблиску ќе ја следам реализацијата на проектите, а процесот ќе биде целосно транспарентен и достапен на увид на целата јавност. Со ова покажуваме дека се гради за народот и дека помагаме и се грижиме за секој еден граѓанин. Согласно програмата за поддршка на домашниот туризам за работници со ниски приходи во 2024 година, од денеска започна доделувањето на ваучерите за одмор за работници со ниски приходи, објави министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Министерството за економија и труд ја објави листата на лицата кои аплицирале и се добитници на ваучери согласно јавниот повик објавен на почетокот на годината. Решенијата за граѓаните кои аплицирале ги исполниле условите согласно јавниот повик се подпишани согласно принципот прв дојден, прв услужен. Ваучери за одмор за работници со ниски приходи во домашните туристички капацитети во вредност од 18.000 денари ќе добијат 1777 лица, соопшти Дурмиши. Инспекторите од Државниот пазарен инспекторат на терен ќе проверуваат дали трговците ја почитуваат одлуката на владата за ограничување на највисоката трговска или профитна маржа за училишниот прибор на 5% за големо продажба и 10% за мало продажба. Највисоката трговска профитна маржа што ја утврди владата ќе се применува до 20 октомври годинава. Од Државниот пазарен инспекторат апелираат да се почитува одлуката и ги повикуваат граѓаните доколку забележат неправилности веднаш да пријават во пазарниот инспекторат или на телефонскиот број 191. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме и со останатите содржини. Кадрите на ВМРО ДПМН ја доведоа во прашање работата на детската клиника Козле после 40 години. Обвинувања изнесени на денешната пресконференција од СДСМ. Функционирањето на единствениот оддел за бронхоскопија во државата, кој се наоѓа тука во клиниката за респираторни заболувања кај децата Козле, е доведено во прашање после 40 години. Само поради непромислените и погубни одлуки на новата директорка Каролина Симоновска, кадар на ВМРО ДПМН.
Врвни специализирани доктори за бронхоскопија, водејќи се од морална и етичка свест, си дадоа оставки поради одлуката на директорката Симоновска да не дозволи набавка на потребните материјали, апаратчињата баскет во потребниот број. Дополнително, 6 члена од новиот тим за бронхоскопија исто така поднеле барање до директорката Симоновска да бидат изземени од извршување на работата. Апаратчињата баскет се неопходни за извршување на интервенциите за безбедно вадење на залетнат предмет во дишните патишта кај малите деца. Симоновска сакала да го раскине и договорот со анестезиолозите. Директорката Симоновска, почитувани, треба да одговори. Дали се точни информациите дека вработените на клиниката трпат мобинг? Дали е тоа уште една од причините за распад на овој оддел кој работи повеќе од 40 години? Во моментов на одделот за бронхоскопија нема ниту материјал што го става под директен ризик здравието и животот на децата на кои ќе им биде потребна ваква интервенција. Директорке Симоновска, да ве подсетиме, вие пред се сте доктор кој положил заклетва, кој се обврзал дека ќе се грижи за здравието на граѓаните. Во ваши раце е здравието на нашите најмили. Клиниката Козле не е ниту приватна фирма, ниту партија. Здравието на децата нема цена и нема партиска припадност. Вашите одлуки се тотално неодговорни и опасни по здравието на децата и треба да бидат променети. Бараме кадрите на ВМРО ДПМН веднаш да ја вратат во функција детската клиника Козле и директорката да понесе одговорност. Дали Филипче ја криел фирмата од Бугарија за да не се доведе во релација со Медикал 420, праша на денешната пресконференција портпаролката на владеачката ВМРО ДПМН Марија Митева. Улица Гоце Делчев, број 12 Петрич, е адресата околу која се вртат милионите на Заеви и Филипче. Ова е адресата која Венко Филипче сакал да ја сокрие од јавноста кога не ја пријавил својата фирма основана во Бугарија. Имено, на адресата на која е регистрирана фирмата на Венко Филипче во Бугарија е адресата на која претходно се регистрирани низа фирми на Заеви. Меѓу нив, најпозната е Медикал 420 БГ. Медикал 420 БГ е фирмата во чија подружница во Битола во 2022 година биле пронајдени наркотици во вредност од 800.000 евра, иако на истата фирма една година претходно и била одземена лиценцата. Оваа фирма во Македонија добила лиценца за производство на марихуана од владата на Зоран Заев, кој кога се одземала нејзината лиценца, се иземал од одлучување со објаснување дека се работи за сопствен приватен интерес или интерес на блиско лице. Фирмата за која Заев потврдил дека тој или блиско лице имаат сопствен интерес, е фирмата од која потекнувала и дел од марихуаната која беше заплената во акција на агенцијата Дејана Плетвар. Во таа акција беше уапсен личниот шофер на Трајче Заев и полициски командир. За овој скандал албанската телевизија Ора објави дека има прислушувани разговори кои покажуваат дека високи функционери од владеачката коалиција во Македонија во тоа време директно интервенирале за да се оневозможи успешна операција против шверц со дрога превземена од странска агенција. Телевизијата тогаш објави дека бил вмешан и Трајче Заев, братучет на поранешниот премиер. Почитувани, ова беше СДС и како тие владееја. Оваа СДС сега уште е водена од истите лица. Истиот близок круг и фирми кои се наоѓаат на иста адреса. Венко Филипче е должен да одговори. Дали ја сокрил фирмата во Бугарија од анкетниот лист за да не се доведе во поврзаност со Медикал 420 од која исчезнуваше марихуана фатена во меѓународна акција за сузбивање на трговија со наркотици. Со стари лаги, ДПМН сака да го оцрни Филипче за да ги покрие бројните скандали на власта, реагира од СДСМ на обвинувањата што ги изнесе ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН нема да може со стари истрошени лаги да ги прикрива катастрофалните политики и скандалите кои секојдневно ја тресат владата на Мицковски, реагираат од опозиционата СДСМ. Понатаму во нивната реакција се додава: тоа што од Белиот дворец ја праќаат Митева да зборува за некоја фирма која никогаш не била активна и нема никакви трансакции, кажува колку е очајна оваа пропаганда на лаги од ВМРО ДПМН. Председателот Венко Филипче има се пријавено во својот анкетен лист и нема што да се крие од јавноста, велат од СДСМ.
Наместо ВМРО ДПМН да сее невистини и да креира приказни со кој очајно се обидува да го оцрни председателот Филипче, нека седне и нека работи нешто. Граѓаните многу добро ја препознаваат манипулацијата на ВМРО ДПМН, но и стравот од председателот Филипче. Веќе е широко распространето мислењето дека оваа влада на Мицковски и ВМРО ДПМН е најлошата влада која Македонија ја имала од осамостојувањето. Дополнително им порачуваме на Митева и Мицковски да замолчат на оваа тема затоа што на крајот, наместо да напаѓаат, ќе треба да се бранат. Како што љубеше да каже нивниот почесен председател, вистината е како шило, кога тогаш ќе излезе на виделина, велат во реакцијата од СДСМ. За крај, престанете да глумите опозиција, сите ваши фиктивни скандали, процесуирајте ги во институциите па да видиме што е точно, а што не. Фатете се за работа, граѓаните веќе ја препознаваат вашата измама, порачуваат во реакцијата од опозиционата СДСМ. Винскиот музеј прв ќе ги стартува културните гроздоберски активности. Љубителите на уметноста утре ќе проследат комбинација на мода и ликовна уметност, но и изложба на фотографии Тиквешкиот гроздобер низ годините. Винскиот музеј за регион Тиквеш Кавадарци прв ќе ги стартува културните гроздоберски активности. Утре петок од 18 часот ќе биде отворен интересен настан на една наша ликовна уметничка. Тиквешкиот гламур и уметноста во боите на винската традиција со Љубица Мешкова Солак и Сербес. Станува збор за модна ревија на која ќе бидат представени парчиња облека на која Буба Солак рачно црта, односно изработува соодветни мотиви. Со други зборови, станува збор за комбинација на мода и ликовна уметност. Веднаш потоа на истата локација со почеток од 18 часот и 30 минути по повод манифестацијата Тиквешки гроздобер 2024, но и по повод 4 години од постоење на Винскиот музеј за регион Тиквеш Кавадарци, ќе биде отворена изложбата Тиквешкиот гроздобер низ годините. Целта е присутните преку фотографиите да се вратат назад низ времето и да погледнат фотографии и експонати од традиционалниот гроздоберски карневал уште од пред 50 на години. Настанот ќе биде збогатен и со музички перформанс од нашите сограѓани Пепи и Пере, но и со дегустација на вина од малите семејни винари. Самостојна изложба на Микица Трујкановиќ во музеј галеријата, изворедна уметничка композиција на големиот формат и минијатурите на реномираната авторка. Па најпрви на 6 во 19 часот и 30 минути е едно од најистакнатите денешни апстрактни уметнички, тоа е Мирослава Микица Трујкановиќ. Ќе ни се представи со нејзините дела, тоа се 30 дела во апстрактна техника. Значи, таа е една од носителите на оваа техника во нашата држава. Заслужува внимание затоа што по долги години ова е една самостојна изложба, па ги поканувам сите љубители на уметноста да дојдат и да ја видат. Требаше само да напоменеме, спомнавме дека Микица ќе има една интересна комбинација на големи платна и минијатури. Да, има големи формати, тие се отприлика 200 см на 200 и мали минијатури кои се движат од 1 см па до 2 см такви минијатури. Таа интересна комбинација, односно сака да ја истакне големината во тие формати, односно приказот на некои идеи како личат на голем формат 2 метра на 2 метра и истиот приказ, истата идеја на мали формати. И само да напоменеме колку е ценета Микица во нашата држава, таа е воедно и председател на управниот одбор на Друштвото на ликовни уметници во Македонија. Таа е една од најценетите ликовни уметнички во нашата земја и во непосредни контакти со други ликовни уметници, тие се изненадени и восхитени затоа што, како што кажав, после неколку години таа првпат самостојно изложува во нашата земја и таа се одлучи токму за музеј и галерија, бидејќи соработката ни е прекрасна и се надеваме дека и во иднина таа соработка ќе продолжи.
Продолжуваме со спортот. Спортски активности за старт на Тиквешкиот Гроздобер. Гроздоберските активности утре стартуваат со меморијалот Сестри Китеви и традиционалната таблијада. Традиционално, секоја година во рамките на Тиквешкиот Гроздобер во Кавадарци се одржува меморијалниот кошаркарски турнир Сестри Китеви. И оваа година традицијата продолжува со учество на 3 екипи. Според организаторот, екипите на Про Баскетот Пробиштип, Спортимот Неготино и домаќинот екипата на Јанбор ќе се борат за шампионскиот наслов на годинашното издание на меморијалот. Церемонијалот на свечено отворање за турнирот е закажано за утре, петок, со почеток во 10 часот во спортската сала Јасмин, пошто ќе започне и првиот надпревар. Според предвиденото ќе се игра по системот секој со секого, односно ќе бидат одиграни 3 надпревари кои ќе го дадат името на новиот шампион на турнирот. Организатор на настанот е Општина Кавадарци. Веднаш потоа гроздоберските активности продолжуваат во паркот на Револуцијата, каде утре од 12 часот ќе се одржи традиционалната таблијада. Се очекува голем број на учесници, бидејќи на настанот редовно учествуваат и представнички на понежниот пол, а бидејќи годините за оваа древна игра не играат никаква улога, меѓу учесниците ќе има голем број на млади и стари од нашата општина, но и од други општини. На лице место, веднаш по пријавувањето, кога ќе се востанови точниот број на учесници, ќе се одлучи по кој систем ќе се игра, односно дали ќе се игра до 5 победи или до 3 победи. Општина Кавадарци годинава за најдобрите обезбеди пригодни награди како потсетник за учеството. Утре не очекува променливо облачно време со слаб до умерен ветер од јужен правец, попладне и во вечерните часови на повеќе места ќе биде нестабилно, со пороен дожд и грмежи, наместа во форма на невреме, со интензивен пороен дожд, грмежи, засилен ветер и град, температурата ќе достигне 35 степени. На крај на дневникот, благодарам за вниманието и довербата, ви посакувам секое добро.